најдлабоките реки во светот, но кога станува збор за длабоки реки што течат низ светот, имаме многу уште работи да направиме. Реката Темза на Лондонскиот мост, каде што се мерат плимата и осеката, има длабочина од само 20 метри или 66 стапки. Тоа навистина не се споредува со најдлабоките реки во светот. 6. Меконг. Оваа река тече низ југоисточна Азија во Јужното Кинеско море. Реката има матно-жолта боја поради тињата што ја носи реката. Реката е масивна во однос на водата што ја носи низината должина и длабочина. Поради овие причини, Меконг е главен транспортен пат за стоки што патува низ Јужна Кина во Југоисточна Азија. Реката минува низ ридски предели кои создаваат многу прекрасни пејзажи додека крстарат преку реката. Реката е една од најважните за низводните земји и извор за екзистенција за луѓето што живеат овде. Реката Меконг е длабока 328 стапки или 99 метри, така што веќе сме 3 пати подлабоки од Темза и едва сме почнале, со должина од 2700 милји или 4350 километри. Меконг поминува низ Кина, Мјанмар, Тајланд, Лаос, Камбоџа и Виетнам и е една од најопасните реки во светот. 5. Амазон. Познатата река од тропските џунгли на Амазон, освен количеството вода и низината чистота, е и меѓу најдлабоките реки во светот. Амазонскиот басен содржи безброј екзотични животни и не би било нереално да се каже илјадници неевидентирани видови. Нема големи брани на главната река, но многу се изградени на низините притоки. Моќната река Амазон покрива поголем дел од деловите на континентот. Пред доаѓањето на европејците, многу домородни луѓе живееле покрај реката и низините притоки, но сите исчезнале за неколку децении. Неколкуте преостанати го имаат значењето за флората и фауната, и земјата и низините начини научени во нивната историја долга илјадници години. Амазон, кој е длабок 330 стапки или 100 метри, со само мал дел повеќе од Меконг, благодарение на приличното дарежливото заокружување. Поминува од Андите во Перу преку Еквадор, Колумбија, Венецуела, Боливија и Бразил, пред да се испразни во Атлантскиот океан. Таа е и најдолгата река во светот, во зависност од тоа кого прашувате, со неверојатни 4345 милји или 6992 километри. Сепак, Амазон е секако севкупниот победник кога станува збор за испуштање вода со 209.000 кубни метри во секунда. 4. Замбези. Реката Замбези потекнува од висорамнините во близината на границата на Замбија и држава Конго и Ангола. Реката ги менува правците речиси 3 пати за да се влее во Индискиот океан. Реката е главен извор на хидроелектрична енергија во регионот, како и незиниот потенцијал останува во голема мера неискористен. Водопадите Викторија се главната локација за разгледување покрај реката и се познати меѓу најшироките водопади во светот. Во водопадите на оваа река се наоѓа и тигарот. Се вели дека е опасна како риба пирана, ако не и повеќе, со максимална длабочина од околу 381 стапка или 116 метри. Реката Замбези во Африка е дом на водопадите Викторија, едно од 7 природни чуда на светот. Се разбира низ Замбија, Ангола, Намибија, Ботсвана, Зимбабве и Мозамбик. Реката е долга 1599 милји или 2574 километри. Можеби не е најдолгата, но таа е единствената на оваа листа што го инспирираше хитот Д. Пиранас во 1982 година, кој го достигна 17-то место на топ листите во светот. 3. Дунав. Со потекло од Германија, Дунав тече на исток кон Црното море. Сливот на реката се шири низ југоисточна Европа, многу важно
европски градови се населени покрај низините брегови како Виена и Будимпешта. Бидејќи се толку длабоки, носачите на океаните можат лесно да се движат по реката на многу долги растојанија, а речниот транспорт изнесува милиони долари во БДП на земјите. Сливот на Дунав има многу антички археолошки локалитети и бил место на раните човечки населби во Европа. Третата најдлабока река во светот е единствениот претставник од Европа и исто така инспирираше своја песна. Синиот Дунав го позајми своето име на најпознатиот валцер на Јохан Штраус во 1866 година. Неговата длабочина од 584 стапки или 178 метри е секако импресивна и исто така е втора најдолга река во Европа со 2857 километри или 1775 милји. И рекордите продолжуваат да доаѓаат за Дунав додека минува низ 10 земји: Германија, Австрија, Словачка, Унгарија, Хрватска, Србија, Бугарија, Романија, Молдавија и Украина, што го прави најдоминантен во однос на државите или нациите. 2. Јангце вбројува меѓу најдолгите реки и во Азија и во светот, официјално наречен Чангцјанг. Глетките при одење покрај реката го земаат здивот и стигнувањата со планините од двете страни се хипнотизирачка гледка во секое време од денот. Јангце е важна река за кинеската цивилизација уште од античко време, обезбедувајќи вода за земјоделството и огромните градови, што никнаа на низините брегови и добри транспортни средства од морето до внатрешноста. Оваа река е многу населена и е едно од најиндустриските и најбогатите места на планетата. На спротивната страна од равенката, Јангце, втората најдлабока река во светот со 656 стапки или 199,9 метри, која е воедно и најдолгата река што тече низ само една земја, Кина. А кога зборуваме за најдолгата, таа е трета најдолга во светот со 6300 километри или 3914 милји и најдолгата во Азија, а не е само куп вода што тече низ копно. Јангце поддржува околу 40% од кинескиот БДП и ако сте љубител на хидроцентрали, браната Три клисури е најголемата во светот. 1. Конго. Ова е најдлабоката река во светот. Оваа река исто така се вбројува меѓу првите 10 најдолги реки во светот. Друг рекорд што оваа река го држи е тоа што е меѓу најголемите според капацитетот на вода. Речниот слив е меѓу најнахранетите и најбогатите со вода региони во светот. Реката тече најмногу на Република Конго. Реката не е посетена со големи чамци, бидејќи има пат на долните фази на реката што ја исклучува од океанот. Бреговите на реката се пријатно место за поминување вечери, иако не сите места се за туризам, освен ако не ви пречи крокодилите да ви изедат. Веднаш на врвот на првото место, Конго, поранешен Заир, е втор најдолг во Африка, по Нил, со 2715 милји или 4370 километри и поминува низ 6 земји: Камерун, Централно-Африканска република, Демократска република Конго, Република Конго, Екваторијална Гвинеја и Габон. Но тоа не е врвот на оваа листа, бидејќи е најдлабока река во светот со 720 стапки или 219 метри. Тоа го прави повеќе од 10 пати подлабок од Темза.